Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова ги потпишала измените на кривичниот законник кои вчера во собранието беа изгласани со 76 гласови за. Председателката посочи дека и таа има одредени забелешки, но ги прифаќа како транзициски решенија и очекува оваа транзиција да биде надмината во јуни, како што ја образложиле предлагачите. Незината забелешка е околу кривичните дела врзани за злоупотреба на службата и јавните набавки. Вели дека потребни се прецизирања и посигурни одредби. Е важно во моментов, а тоа е безбеден град, проектот, нема да може да функционира ако не е пропратено и со решенија, што значат санкционирање. Второ, она што мене како жена многу ме засега и стално сум велела дека не можев да разберам како е можно кривичните дела брзани за полот, брзани за родот, кои требаја да се процесуираат само на барање на повредените, сега стануваат, се гонат по службена должност. Претходно од платформата за борба против корупцијата преку отворено писмо до председателката апелираа таа да не ги потпише измените и да го искористи уставното право на вето и да се врати законот назад на доработка. Сметаме дека предложеното решение што беше практично усвоено од собранието не ги санира целосно состојбите кои што настанаат со измените од 23 година, но и ризикува да донесе други нови проблеми со кои допрва ќе треба да се справуваме. Особено затоа што не видовме конкретни аргументи зошто не треба да се врати назад старото решение кое го имавме до 23 година. Меѓутоа, во меѓувреме, со овакво преодно решение ризикуваме многу повеќе отколку што имаме придобивки. Предлагачи на измените на кривичниот законник беа група пратеници од ВМРО-ДПМН, а истите ги поднесоа кон крајот на 2025 година. Од СДСМ најавија дека имаат сериозни забелешки, но сепак дадоа поддршка. Од Левица пак се изјаснија дека нема да дадат поддршка за измените, со став дека се работи за лошо законско решение кое ја уназадува состојбата од онаа што била во 2023 година.